Екс-директорката на кожна клиника Нина Цаца Билјановска најверојатно ќе куртули од кривична одговорност. Полицијата поднела пријава до обвинителството, но оттаму за Алфа велат дека досега не биле утврдени елементи на кривично дело, што укажува дека пријавата најверојатно ќе биде отфрлена. Денеска министерот за внатрешни работи Наке Чулев информираше дека Билјановска, кога се вратила од Италија, земја која СЗО ја стави во групата високоризични за ширење на коронавирусот, не останала дома, туку одела на работа во клиниката за кожни болести, а била и на симпозиум во еден скопски ресторан. Со тоа ги прекршила препораките на владата. На 29 февруари 2020-та, директорката влегла во земјата. Против сите оние што не ги почитувале препораките на владата е поднесен соодветен поднесок до ОЈО по член 205 и 206 од Кривичниот законник. Од обвинителството пак за Алфа велат дека докторката кога влегла во Македонија не биле на сила мерки, туку препораки да седи дома. Но Билјановска е медицинско лице, па оттука многу веројатно е да ги следела препораките на Светската здравствена организација, а многу веројатно е да била информирана дека Италија е жариштето на корона во Европа. И шефот на докторката, министерот за здравство Венко Филипче, уште од минатиот месец, кога беше детектиран нултиот пациент во државата, секојдневно на пресови апелираше лицата што се враќаат од ризичните подречја 14 дена да седат дома во изолација. За разлика од оваа лекарка, двајцата доктори кои се вратија во Македонија од Мадрид, и тоа 2 дена после Билјановска, веднаш беа тестирани и изолирани, а нивните резултати за присуство на вирусот COVID-19 беа негативни. Одлуката на Цаца да не седи дома стави клуч на врата на цела кожна клиника, а во изолација беа ставени сите лекари и целиот медицински персонал, кој имал и немал контакт со неа. Лекарската комора не ја одзеде лиценцата на Билјановска. Таа само доби јавна опомена и беше разрешена од челната позиција на клиниката. За разлика од пријавата на МВР за докторката, обвинителството досега прифатило 24 кривични пријави против 29 лица, кои го прекршиле законот во врска со COVID-19. И за сите веднаш се изречени парични казни.